новиот 80-часовен карантин. Се враќаме на карантински услови на проповедање со надеж дека ова ќе биде последниот ваков начин на проповедање. И наредната недела се надеваме ќе се вратиме повторно во црковните простории. А бидејќи деновиве се празнува Педесетница, тоест роденденот на црквата, и ова беседа ќе биде посветена на самото раѓање на црквата. Современите представи за црквата се спротиставени. Некои гледаат на црквата или на луѓето на црквата како на збирка од сиви, стерилни, затупавени влекачи кои седат на црковните клупи со некакви празни, втренчени погледи кон празното, кон она што не постоја, во кое се надеваат дека ќе заминат некогаш. И тоа е представата на, можеби, најголемиот дел противници на црквата. Во таа категорија може да го вклучиме и Ниче, но кој во една прилика кажал нешто вистинито. Тој се обратил на христијаните со зборови: за да ме натерате да верувам во вашиот Спасител, вие треба да изгледате малку повеќе спасени. За некои други луѓе пак црквата е група на религиозни бюрократи кои, слично на нашите власти, постојано измислуваат закони, ограничувања или, така да кажем, морални карантини. Други гледаат на црквата како на лесно прилагодливи лицемери, т.е. на луѓе кои лесно можат да ја сменат фацата од тажна во радосна или обратно, од радосна во тажна, како што налагаат околностите, но никогаш сериозно не преживуваат реални ситуации, туку само глумат дека ги преживуваат. Се да бидеме искрени, заградењето на многу од овие разбирање и самата црква помага, самите христијани. И таквите представи во известна мера и се реални, зашто самата црква лесно заборава што всушност е. И кога црквата дејства онака како што треба да дејства, пак таа се претвора во многу важно тело, во еден управник, таинствен управник на земјата. Во 1 Тимотеј 3 глава 15 стих апостол Павле црквата на живиот Бог ја нарекува столб и потпора на вистината. И тоа на што црквата треба да биде. А ваквото разбирање треба да признаеме и поинакво поради она статус-кво во која живее црквата или во голем дел денешната црква. Првите 2 глави од книгата Делата на апостолите се писменото сведоштво или на современ јазик кажано матичната книга за раѓањето на црквата. Оној феномен кој присуствува и до денес, веќе 2000 години. Во посланието до Ефесијаните апостол Павле дава 2 метафори за црквата кои треба да ни помогнат да разбереме што таа всушност представува, која е нејзината суштина. На крајот на 1 глава тоа представува црквата како тело, тоа се говори за Христос како глава над се и црквата, која пак е неговото тело. Тоа е запишено во 22-23 стих на 1 глава на тоа послание. Значи, црквата е представена како жив организам. На крајот пак на 2 глава за црквата се говори како за градба. И вели во 19 стих Павле: затоа вие не сте веќе тугинци придојдени, туку сте сограѓани на светиите и Божо семејство, надзидани врз основата на апостолите и пророците, а темелниот камен е самиот Христос Исус, во кого целата стројно составена зграда расте во свет храм во Господ, врз кого и вие во духот заедно се созидувате во Божо живеалиште. Значи, црквата е представена како градба во едната метафора и како организам во другата. Но она што е заедничко за овие 2 метафори се 2 нешта. Прво, и во метафората со градба, и во метафората со црквата како телото е жив организам,
луѓето се тие кои влегуваат како градивен материјал. Во градбата луѓето се тие живи камени што се вградуваат, а додека во телото, како метафора за црквата, верниците се тие како што ги сосчинуваат органите на тоа тело или на тој организам. И другото нешто што е заедничко за двете метафори е Христос. Тоа е основата. Тоа е кој држи се да биде здраво и во заедништвото со Исус Христос сушност се одржува градбата или организмот. Во едниот случај, кога црквата е представена како градба, Христос е темелниот камен, основата, додека во метафората за црквата како тело Христос е главата, кој координира, синхронизира и обединува се. И тоа на што можеме да го видиме, дека се гради, дека таа е суштината на црквата ни целата книга Дела на апостолите и посебно во првите две глави кои веќе по-конкретно говорат за раѓањето на црквата. Крајот на првата глава повеќе дава акцент на црквата како градба, додека почетокот на втората глава акцентот е поставен на црквата како тело. Ајде да ги видиме. Се во оваа беседа може ќе продолжиме понатаму и да ги видиме тие нијанси. И ќе почнеме со текстот од Делата на апостолите од првата глава, од 12 стих, тоест што се случува после вознесението на Христос. Откако Христос се вознесува на Маслиновата гора, во 12 стих и ќе читаме до 16 пишува: Тогаш се вратија во Ерусалим од гората, која се вика Маслинова, што е близо до Ерусалим, колку еден саботен ден одење. И кога влегува во куќата, си скачија во горната соба каде што чекаа Петар и Јован, Јаков и Андреј, Филип и Тома, Бартоломеј и Матеј, Јаков Алфеев и Симон Зилот и Јуда братот на Јаков. Сите овие еднодушно и едностојно беа во молитва заедно со некои жени, со Марија, мајката на Исус и со неговите браќа. А во тие дни Петар застана меѓу браќата, а беа собрани околу 120 души и рече: Браќа, требаше да се исполни писмото што Светиот Дух го пророче преку Давидовата уста за Јуда, кој беше предводник на оние кои го фатија Исус. Значи, после воскресението на Исус, гледаме дека неговите ученици редовно се собираат на молитва и нивното собирајше била горната соба, каде што Исус имаше последната пасхална вечера со своите ученици, а според многумина тоа е куќата на мајката на Марко, евангелистот Марко. И гледаме дека другото место за собирање, во втората сцена од овие стихови што ги прочитавме, е дворот на храмот. Така да действото на крајот на првата глава или пополнувањето на апостолското место неверојатно се случува во храмот или поточно во Соломоновиот трем, ако имаме во предвид дека се собрани, како што текстот ни вели, 120 души. Тие се на собир како еден состанок, имаат дневен ред во кој што единствената точка е пополнувањето на апостолското место кој остана празно после предавството на Јуда. Интересно е дека првата задача што учениците на Исус се исполнија после неговото вознесение е изборот на новиот апостол, т.е. комплетирањето на апостолската група. Некако тоа им е како приоритет. И интересно, зошто е толку важно за нив? Или веќе кажавме дека црквата е градба која се гради и во она што е запишено во посланието до Ефесијаните 2:20, основата на која се гради се апостолите. Така да, за да биде градбата стабилна, треба основата да биде, таа апостолска основа треба да биде комплетна. Во Откровение 21 глава, од 10 до 14 стих, е опишено симнувањето на Божиот град, кој е јасно поврзан од тој опис со Израел и со црквата, зашто градот е обграден со висок зид, на него има 12 порти, на кои се испишени имената на 12 израелеви
племиња, но градот е поставен на 12 темели, пак на кои се испишени имињата на 12 апостоли. Така да, пополнувањето на местото на Јуда се истакнува како приоритетно прашање. А тоа е пророкувано и во Стариот Завет. Така да, Петар, како некаков водач на тој собир на Христови ученици, цитира од Псалм 69 и 109, каде што вели дека од Давидоват уста е пророкувано неговиот имот да биде испустен и никој да не живее во него и неговата служба да ја прими друг. Така да, овдека можеме да видиме и што правеле учениците во тој 10-дневен период откако Христос воскресне и се вознесе. Гледаме дека тие го изучувале Словото. Оделе ни Стариот Завет, за да видат што е предвидено за тие денови, т.е. какво раководство може да добијат од Божјото Слово. И предпоставам се навратиле на овој текст од псалмите, кој говори за промената на апостолското испразнато место или пополнувањето на испразнетото место на Јуда. И тоа е првото нешто гледаме што го прават. 17 до 19 стих од првата глава апостол Петар продолжува да говори за потребата тоа пополнување, тоа е за судбината на Јуда. Вели, тој беше вброен меѓу нас и имаше добиено дело од службата. Имено тој стекна нива со незаслужена награда и падна ничком, се растрбуши по средината и се свечка целата негова утроба. И тоа им стана познато на сите жители на Ерусалим, па нивата на нивниот јазик беше наречена Акелдама, што значи крвна нива. Овој дел дава краток опис, Петар не дава краток опис овдека за судбината на Јуда и како тој загуби таа позиција што имаше како апостол, како се испразни тоа место. Знаеме за него на повеќе места, посебно од Евангелието според Јован, дека бил благајникот за време на служењето на Господ Исус и пишува дека се подкраднува од ковчежето со пари, например Јован 12.6, 13.29 дават такви информации. Имајќи го предвид ваквиот карактер на Јуда, можеме да разбереме и од каде доаѓа тој акт на предавство на Господ Исус. Тој веројатно гледал на тоа како на уште една можност повеќе да придобие богатство. И во еден миг кога го предава својот учител со бакнеж, очите му се отвараат и доаѓа кај него кајање. И тој не ги си има сребрениците од првосвещениците, ги фрла и потоа оди и се обесува. Првосвещениците ги собираат парите, но не може да ги вратат назад во касата, зашто тие се цена за крв. И што прават? Купуваат една нива, кранчаревата нива позната во тоа време, која го добива називот крвна нива. Веројатно тоа била истата нива на која што Јуда се обесил и на која неверојатно тој претходно фрлил поглед да ја купува. И кога после бесењето Јуда почнал да отекува, паднал на земи и му се истурило утробата, како што Петар овде го објаснува. И така нивата го добила тој назив крвна нива. И тоа е крајот на апостолството на Јуда. И учениците овдека се собрани, гледаме, да изберат наследник и Петар продолжува од 21 и 22 стих да говори за услови. Кои се условите кои кандидатот, оној што ќе го пополни апостолското место, треба да ги исполнува. И вака пишува. И така треба еден од луѓето што беа со нас за сето време, откако Господ Исус дојде кај нас и си отиде од нас, почнувајќи од Јовановото крштевање до денот кога се вознесе од нас, еден од нив треба да биде заедно со нас сведок на неговото воскресение. Че гледаме дека идниот апостол требало да исполни два услова. Прво, тој да биде или да бил со Исус уште од самиот почеток на неговото служење, од мигот на крштението, и второ, тој да биде ученик
за се до тоа време до краја, тоест да биде сведок на неговото воскресение. И зошто се потребни овие услови? Со овие услови се потврдува она што постојано го акцентира Божјото Слово. Дека нашата вера не е базирана на митови, не е базирана на легенди, туку на настани, историски настани, кои се пренесени од луѓе кои биле дел од тие настани, биле инволвирани во нив, тие се сведоци на историските настани. Така да, нашата вера се темели на факти кои навистина се случиле. И затоа идниот апостол требаше да биде личност која ќе биде сведок на Христовото служење, за да може и тој да даде автентично сведоштво на Христовото учење. Така да, тоа слово што ние го имаме денес, апостолско слово, на кој го градиме ние нашето слово, е оставено од сведоци, луѓе кои биле со Христос заедно од почетокот до крај, кои го слушале неговото учење, неговата проповед, ги гледале неговите дела и на крајот ни го пренесуваат тоа автентично, вдахновено од Светиот Дух. И можеме да бидеме целосно сигурни во автентичноста на нивното сведоштво. Во продолжение од 23-26 стих се говори за жребката, т.е. начинот на кој што кандидатот или новиот апостол е избран. Предложени се двајца: Јосиф, кој е наречен Барнаба, или со прекар Јуст, и Матих. И учениците се помолија, велејќи: Господи, ти кој ги познаваш срцата на сите, покажи ни кого го имаш избрано од овие двајца. Кој да земе дел во оваа служба и апостолство, од кој отпадна Јуда, за да појде на своето место. И фрлија жребка за нив, а жребката падна за Матиј, па него го вброија во 11 апостоли. Очигледно дека само двајца од сите тие 120 души ги исполнувале овие два услови, т.е. Јосиф, или познат повеќе како Барнаба, и Матиј. Изборот меѓу овие двајца се прави на типичен старозаветен начин на определување на Божјата воля, т.е. преку фрлење на жребка. Тие буквално фрля паричка, монета, се решило меѓу глава писмо и таа практика можеме да видиме во Стариот Завет, општо во Израел, па и во целиот Древен Исток е расширена и илустрирана во Изреки 16 глава 33 стих, каде што пишува: во пазувата се фрла жребката, но од Господа е секоја одлука. Така да тоа било во тоа време еден начин да се види која е Божјата воля. Но овде треба да направиме една забелешка. Не смееме да ја напуштиме она важен чекор во методологијата на херменевтиката, која не тера да го разграничиме она што е нормативен принцип и кој важи за секогаш, и она што е културно ограничена пракса. Она што се јавува во некои моменти во процесот на прогресивното откровение на Библијата. Фрлањето жребка е културна практика. Тоа не е норма која е поставена во Библијата. И затоа ние не би требало да се ограничиме на таа пракса фрлање на жребка за да определиме Божјата воља, како што впрочем ми се случи еднаш при избор на старешина во една црква. Ние го имаме целото Божјо Слово и наша одговорност е да истражуваме низ Библијата и таму да разбираме што е Божјата воля, бидејќи Бог ни открива својата воля преку Библијата. Но како и да е, со изборот на Матија, основата за изградбата е веќе, така да кажеме, излеана, изградена. Темелите се поставени. Апостолите се на број. Така да, овдека се подставуваме на задачите што апостолите си ги постави на почетокот, да изберат нов апостол, заменик на Јуда. И тоа е важно, бидејќи тие имаат историска улога во основањето на црквата и во незиното распространување.
Тоест, тие имаат историски фундамент на христијанската црква. Тие беа пионерите кои требаше да отидат онамо каде што Христовото име не беше познато. И тие се оние кои ги основаа првите цркви. И секој од нив исполни таа задача. Например, знаеме за Тома дека отиде во Индија. Петар и Павле работеа некако повеќе на европска почва. Некој отидоа од апостолите во Северна Африка, некој се симна и појужно, некој тргнаа и кон Франција, кон западниот дел на Европа. Така да, апостолите навистина беа пионерите кои ги поставија основите на црквата секаде каде што отидоа да служат. Друго нешто, што беше фундамент поставен во црквата од нив, е словото кое ни се даде. Тоа ни се даде преку нив. И преку оние кои работеа со нив. Тие преку своето служење проповедаа и во своите проповеди го кажуваа Божиот збор и ни оставија не само некакво устно предание, туку ни го оставија и запишно словото во посланијата и во Евангелијата. Пред да ги напушти Господ Исус, пред да се вознесе, им кажа на учениците: имам уште многу да ви кажам, но сега не можете да поднесете. А кога ќе дојде тој, духот на вистината, тој ќе ве упати во сета вистина, зашто нема да зборува само од себе, туку ќе зборува за она што го слуша и ќе ви навести за нештата што ќе дојдат. Тоа е запишено во Јован 16 глава, 12 и 13 стих. И затоа апостолите имаат авторитет. Кога тие говореа, кога тие пишуваа, ги пренесуваа Божите зборови. Духот на вистината ги опатуваше во сето тоа. Тој не зборуваше сам, туку Духот говореше од она што Христос го дава. И апостолите, водени од тој Дух, ги пренесуваа Христовите учења. Апостолите ја поставија основата на пораката на црквата. Темелот на нашата порака денес, во нашите современи цркви, е пак она слово што го остави апостолите. И така треба да биде. Тоа е единствено правилно. И трето, како задача што апостолите имаа во поставувањето на основата на црквата, е во тоа што ни покажаа како Светиот Дух работи преку луѓето. Како тој ги поттикнува кон промени, како ги преобразва, како го гради заедништвото на црквата. Задачата на апостолите беше да ни даде пример, да бидат еден модел на тоа каков треба да биде христијанинот. Тие дадо модел за организација на црквата, тие дадо модел за функционирање на црквата. Во посланијата ние може да видиме што значи црковен живот. Така да тие поставија основата на црковниот живот. И да поминеме на втората глава, каде што со доаѓањето на Светиот Дух гледаме како црквата преминува од градба, тоест од крајот на првата глава гледаме црква која се темели на апостоли, во втората глава премин кон тело, тоест гледаме како црквата почнува да живее како организам. Во првите 4 стиха на втората глава е запишено: а кога дојде Петдесетница, сите беа собрани на едно место. И од ненадеж се чу бучава од небото, како кога дува силен ветар, и исполни целата куќа во која седеа. Им се појавија јазици како од пламен, кои се разделија и на секого од нив застана по еден. А тие сите се исполнија со Светиот Дух и почнаа да зборуваат на други јазици како што Духот им даваше да говорат. Како што кажав, една метафора за црквата, промена, нова метафора, од градба во тело. И бидејќи овој текст е историјата на раѓањето на црквата, сака да го разгледаме повнимателно. Прво што се случува е доаѓањето на Светиот Дух. И сето тоа се случува на Петдесетница, еден од големите еврејски празници. Петдесетница или Пентакост е 50-тиот ден после Паската. Тоа е празникот меѓу евреите попознат како
praznik na sedmicите, зашто 7 седмици се слави после Пасха. Исто е наречен празник на првите плодови или празник на љубовите. И како евреите го одбележувале тој ден? Што правеле? Од брашното кое се добивало од првото жито, т.е. првиот плод кој се посветува на Господа, се печеле 2 леба со квас и тие 2 леба биле пренесувани потоа како принос пред Господа. За тоа може да се прочита во Леви 23 глава. Но овдека е важна символиката на празникот. И сметаме дека изборот токму на тој празник и символиката што го вклучува овој празник не се случајни, нити изборот, ниту символиката. Всушност, можем да видиме овде како Новиот Завет е длабоко вкоренат во Стариот и символите во Стариот Завет се прототипи за настани во Новиот. 2 леба се прекрасен символ за 2 народа, 2 тела од кои беше формирана црквата, од евреите и неевреите. Исус самиот каже дека прво дојде за загубените овци на Израел, но тој и додаде дека имам и други овци што не се од ова тело и нив треба да ги доведам. Тие ќе го слушат мојот глас и ќе бидат едно стадо и еден пастир. Тоа е запишено во Јован 10:16. И секако Господ Исус ги имаше во предвид на евреите. Така да на Петдесетница Бог ги соединува и евреите и неевреите во едно тело. Од друга страна, многу интересно е што лебот, што се принесува како принос на Петдесетници, како принос Господов, бил квасен леб. И тоа е единствениот случај кога се принесува леб со квас, зашто квасот во Стариот Завет го символизира гревот. И поред таа причина, тој е бил одбегнуван да се употребува во приноси, во леб за принос, бидејќи асоцира на грев. Но токму на Петдесетница како принос се принесувал леб со квас. Зошто? Мислам дека и Петдесетница се одржи голема порака за црквата која се раѓа на тој ден. Таа не е составена од совршени луѓе. Таа е составена од луѓе кои се грешни, но се оправдани преку жртвата на Исус. Така да црквата не е тело кое е составено од луѓе кои достигнале перфекција, туку од луѓе кои се во процес на преобразба за да станат во она што Бог сака да станат, тоа да станат посветени луѓе кои на крајот и во Божјото царство ќе достигнат и совршеноста. Така да Бог, врховниот авторитет на животот, работи во луѓето, работи во нас како верници, во црквата и ги преобразува по собствениот лик. И тоа присуство сепак на гревот се уште во нас може да се метафорички да се види и преку присуството на квасецот во лебовите за Петдесетница. Во тој ден на Петдесетница дојде Светиот Дух, ги опфати тие 120 души што беа собрани заедно во молитва и создаде од нив едно тело. И тие беа крстени преку Светиот Дух во едно тело. И се роди црквата како тело. Во Коринтијаните 12 глава 13 стих, првото послание до Коринтијаните, пишува дека ние сите сме крстени преку еден дух во едно тело, било евреи или грци, било робови или слободни, и сите сме напоени од еден дух. Луѓето во црквата се делови од едно тело и органи еден на друг. И ако нешто се случи на еден орган, тоа има влијание и врз останатите. Црквата е едно тело во кое сите ние сме органи еден на друг и не можеме да живееме во изолација. Не можеме да живееме во карантин. Другите пропратни дејства кои можеме да ги видиме на Петдесетница се ветрот, огнот и огнените јазици кои се појавија. И тие не се без значење. Сите овие три надворешни видливи појави носат со себе некаква порака за самата црква, за тоа како телото функционира.
прво пишува дека се слушна силен ветер како доаѓа. Тоест, глас како силен ветер која исполни целата просторија во која седеа. Во Библијата ветрот символизира неверојатна моќ. На места, например, е представен како, или ветрот е метафора која прави неверојатни нешта. Така и со црквата, која е исполната со Светиот Дух. Зашто верните луѓе, мажи и жени, обединети заедно со врските на Светиот Дух, можат да прават навистина неверојатни нешта. Силата преку која действуваат верните не може да се фати како ветрот, не може да се види, не се троши, не прекинува, но незиното действување постојано се манифестира. И така е црквата која служи под действието на Светиот Дух. Таа прави неверојатни нешта. Во себе има неверојатна сила. Другото нешто, како што видовме, е појавата на јазици од пламен кои се разделуваат и застануваат над главите на присутните. И огнот во Библијата се користи како метафора за различни значаи, но пред се огнот во Библијата добива очистувачка функција, тоест го гори отпадокот. Со други зборови, огнот е метафора за Божјото очистувачко дејство на нашиот грев и нечистота, но од друга страна, огнот се користи и како символ, метафора за страст, за ентузијазам, за копнеш. Например, во Псалм 39.3 псалмистот вели: срцето во пазови ми зовре, во мислите мои оган се разгоре, и тогаш со својот јазик прозборев. Црквата треба да има копнеш, треба да има страст, ентузијазам за очистување, ентузијазам кон Бог, страст кон Бог, кој ги чисти животите на оние кои се допрени од Него, и страст копнеш да кажува за тоа. Страст и копнеш да ја шири веста за спасението. Читав скоро за едно сведоштво од Муди, кој некојаш одејќи си и размислувајќи за нешто што слушнал наскоро, дека на светот му предстои да види што Бог може да направи со човек кој целосно е посветен нему, и така размислувајќи, наеднаш добил во себе силен копнеш и почнал да вика: Господи, направи ме да бидам такви, тој човек, јас да бидам човекот кој ќе ги направи тие нешта, големи нешта. Се исполнен со љубов, истрчал во куќата на некој пријател кој била наблизу, го замолил да му даде некоја соба да биде оставен сам. Останал во таа соба да се моли со силна страст. И навистина тој човек се станува еден посветен, огнен служител, кој на крајот завршување со служба за очистување на луѓе од гревови, на мноштво луѓе. Кога Јован Крстител каже дека Исус ке крштава со Светиот Дух и оган, сушност и таа беше неговата намера да каже дека црквата ќе биде исполната со Светиот Дух кој ќе дава копнеш, оган кон чистота, за ослободување на луѓето од злото. Копнеш кон Бог кој го прави сето тоа. Копнеш кон Светиот Дух кој го разгорува тој оган. Копнеш за служба и за сведоштво. И третиот знак е употребата на јазици. Тоест, наеднаш апостолите почнаа да говорат на јазици кои беа разбирливи за другите луѓе и преку кои пренесуваа проповед. Педесетница, како што кажав, е еден од трите големи еврејски празници, и тоа е празник кога многу евреи од целата диаспора доаѓале во Ерусалим да принесат принос. И така било и на таа педесетница. И кога апостолите се исполнати со Светиот Дух, тие почнуваат да проповедат, да го слават Бог и да пренесуваат пораки на разните јазици
кои ги говореле оние што дошле оддалеку како поклоници. Така да секој можел да слуша на својот јазик и проповед и славење. Тоест имало некаков вид симултан превод на својот јазик од оригиналниот на кој што говорил основниот проповедник, може би. Значи овде станува збор за говорење на јазици кои се разбирливи за некои луѓе, нели, кои ги говорат тие јазици. Кој е значењето? Ова не е конкретно некакво учење кој треба да говори за говорењето на јазици. Овој настан има своја посебна функција. Има една посебна порака во светот. Прво, целта беше сите да разберат пораката. Тоа беше основната цел на говорењето на тие разбирливи за луѓето кои доаѓаат од различни етнички позадини, да разберат на сопствениот јазик кој тие го говорат. Но можеме да видиме една скрина порака во светот, дека Светиот Дух секогаш не успособува да ја говориме Божјата порака со смелост, со јаснота и мудрост. Да, се случи чудо тогаш, несомнено. Меѓутоа, она чудо што се повторуваше и понатаму, не беше говорење на јазици од други народи, туку основното чудо беше кога се исполнуваа со Духот пренесување на силна порака. Беше јасното и силно слово што тие го предаваа. Не сакам да кажам дека чудото на Педесетница не може да се повтори и дека не се повторувало. Да, се повторувало. Но те не е правилото. Правилото е дека Светиот Дух е оној кој ги оспособува луѓето во црква, како Христовото тело, и јасно тие како такво Христово тело да ја пренесуваат Божјата порака. На Педесетница апостолите беа оспособени да кажат јасна, разбирлива Божја порака. И тоа нешто го прави Светиот Дух кога доаѓа. Тој треба да не оспособи нашата порака да биде автентична, апостолска, јасна, силна. Така да тогаш се случија символи кои кажуваат каква треба да биде црквата. Таа треба да биде исполнета со сила, со копнеш, со оган, со порака. Црквата е тело во кое членовите живеат витално поврзани и обединети преку силата на Светиот Дух. Копнежот е чистота и допирање до оние кои се натоварени од бремето на гревот и нивно очистување. Во таа своја мисија Светиот Дух им дава на своите јасна и силна порака. Ги успособува за таа порака со невидлива и неверојатна сила. Тоа е црквата која беше родена на Педесетница и тоа е црквата како што треба да биде и денес. Имаме потреба да се покајуваме, бидејќи честопати многу ги забркуваме работите. Гледаме на работи кои се површни, маргинални, запаѓаме се, зарабуваме во механичност, формализам. И сега треба да бараме Бог, да ги отвара нашите очи, да не успособува да ги гледаме работите такви какви што се, да ја разбереме правилно црквата. Кој е нашето учество во таа црква како органи или како живи камења и да учествуваме во функционирањето и во градбата. Господ да ни дава навистина мудрост, сила, знаење, исполнето с оган копнеш, да ни даде Свети Дух, да бидеме живите камени органите во таа црква.